Во време на светска пандемија, кога економијата оди во надолна линија, единствено нешто што останува и понатаму во раст се основните продукти за живот. Во конкретниот случај тоа се водата и лебот. Штипјани сметката за вода за јануари 2021 година ќе ја плаќаат поскапо за 5,4%. Или поедноставно кажано, ако за потрошени 10 кубика вода досега се плаќало 319 денари, со покачувањето ќе се плаќа поскапо за речиси 16 денари. Оваа одлука за поскапување на водата во Штип ја носи регулаторна комисија врз основа на финансискиот извештај за 2020 година. Лебот пак поскапува на територијата на целата држава, односно некои видови леб поскапуваат за 20%, и тоа се должи на поскапувањето на пченицата и брашното од жетвата за 40%. Одовде се појавува и незадоволството кај граѓаните во општина Штип, според кој нема логика да се кренат цените на основните продукти за живот, на мали плати и пензии. Не е оправдано, што ќе прави тоа? Стандардно не е нас нисок. Овие се сеја цени високи. Камо ли да ги покачат уште за колку таму покажуват. Ама што е? Луѓето ги плаќат, обични луѓе. А тие поголеми малку за нив не е опасно, они имат поголеми плати, примање, пензии и така. Не е воретно, тоа е тоа што да прави. Фирмите половината знаете дека се дома. Не знам како одлучат така, ама ли не е воретно. Не е оправдано, не. Не. Знам дека платите са, пензиите многу мали и ради тоа не треба да се покачат производите. Се тоа фалеше на во време на луѓето. Да најдеа модуси да ги покачат платите, да најдеа модуси да покачат пензиите. А за покачувањето стара болест. Деца, ништо не е оправдано, ние сме сиромаси сити. Покачувањето на цената на водата во општина Штип постанува константна. Позитивна вест е дека штипјани во 2021 година на сметката која ќе ја добијат за вода, ќе ја плаќаат ставката за отпадни води со намалување за 6,67%. За лебот се остава простор самите мелничари да одлучат дали ќе преземат ваков чекор и дали ќе ја кренат цената на истиот. Инаку во Македонија, последните година две, некои видови леб беа со цена од 13 до 15 денари, што до некаде беше пристапна за граѓаните.